Општината и полицијата ќе ставаат ред во стариот диспанзер во Штип. Тамошните жители се распашале премногу, па оние кои живеат во нивна близина имаат подолг список на проблеми поврзани со присуството на 30 на ромски семејства во овој дел од градот. Галама и нехигиена, ѓубре, шишиња, пластика, све што не треба, отпад. Не да смрзи туку. Превише тоа. Проблемите настанаа пред 2 години кога општината овде ги смести семејствата чии куќи беа поплавени во февруари 2013-та. Но гостопримството некои го сватија буквално, па бројот на лица во бараките се зголеми многукратно. Во нервното оделение не живеат само сега луѓе од Штип, туку се веќе населени и од други градови од Македонија. Поради ова, општината и полицијата се непоколебливи во намерата овде конечно да се стави ред. Заедно со представниците на сите надлежни институции и градоначалникот го детектиравме проблемот кој што се јавува во нервното оделение на клиничката болница Штип и понатаму во иднина ќе работиме сите заедно на кој што се договоривме за да го решиме проблемот кој што ни се појавува. Веќе се договорени и конкретните активности за нормализирање на состојбата. Сите тие што се надвор од Штип да бидат вратени во своите градови. Потоа да се направи акции за чистење на дворното место. Утре ќе почнеме да организираме поединечни состаноци со секое семејство пооделно и така да доловиме реалната слика кој живее таму, со колку членови, дали работи, дали не работи, колку деца има, дали одат на училиште. Инаку, сместувањето, струјата и водата на овие лица овде се на сметка на државата. А лани само за вода за 1 месец Исар фактурираше сметка од неверојатни 30.000 евра.